Го развозувал Зоран Заев како градоначалник на Струмица, ги возел и неговиот претходник и наследник, но бил и шофер и на неговиот братуче Траиче Заев. А сега еве го заврши со лисици на рацете затоа што сакал намерно да подметне пожар кај Струмица. Случајот го потврди полицијата, но и обвинителството. Приказната е дека неофицијалниот шофер на Заев му се заканил на некој струмичанец дека ќе му ја запали куќата и тоа го спровел. Со запален факел од хартија и текстил ги запалил гредите на настрешницата, кои започнале да чадат и горат. Со тоа предизвикал ризик од пожар не само за објектот, туку и на повеќе други викенд куќи и околните шуми. Заев нормално побрза да демантира дека уапсениот бил негов шофер или на било кого од неговото семејство. Вели знае дека таков човек работел во општината, но како портир и дека тој воопшто не го познава. Мижи Асан да ти бае. Да бидам искрен, кога почнаа да зборат дека повеќето пожари во државава се намерно подметнати, не верував. Но како почнаа да апсат еден по еден, човек не може да остане слеп и да мисли дека станува збор за коинциденција. Неколку пати реков, од што немаат никаква, ама баш никаква идеја за било што, а уште помалку некој проект со кој би се фалеле за да добијат некој глас повеќе на локалните избори, тие бре буквално ќе ја запалат државата. Или што би се рекло, ќе ни ја запалат куќата, само за да вперат прст во власта дека таа е крива. Затоа, после сето ова, сосема легитимно е прашањето дали постои организирана група во СДСМ или ДУИ за палење пожари и предизвикување хаос во државата. И која е улогата на актуелните раководства на овие две партии, предводени од Филипче и Ахмети? Џабе Заев демантира. Еви да не му бил шофер. Зошто СДСМ наместо да излезе во слепа одбрана на Заев, не излезе, например, со осуда на овој струмичанецов пироман и сличните како него? Прашање има многу, ама вообичаено одговорите никогаш не доаѓаат од СДСМ. Од нив гледате само оган може да очекуваме. Затоа мора да се бара одговорност не само од потпалувачите, туку и од евентуалните нарачатели.